Единственото полуконцертно пијано што го има Основното музичко училиште Ристо Јуруков подолг период чека на поправка. Состојбата во која се наоѓа не им овозможува на учениците и гостите музичари соодветно да ги изведуваат музичките дела. 2 години по одржувањето на хуманитарниот концерт на светски познатиот пијанист Симон Трпчевски, кој парите од влезниците ги остави за репарација на пијаното, нема никакви активности. Долгото чекање и неизвестноста зошто тоа се случува беа причина за неколку реакции на седниците на Советот, како што беше и на последната. Парите што Симон Трпчевски ги определи за хуманитарна цел во Кочани пред 2 години во месец декември, беа со цел за репарирање на концертното пијано во музичкото училиште. За наше огромно разочарување и она што образот на Кочани всушност му стави црна дамка, беше концертот на 2 еминентни пијанистки кои што го имавме минатиот месец и за жал јас се срамев што сум член на Советот и што луѓето свиреа на такво пијано. Буквално не можат да свират. Значи сакаме да градиме култура. Сакаме да имаме некој механизам на млади кадри кои што ќе покренат културата во Кочани, музиката е еден таков дел. Од општината, која беше носител на настапот на Трпчевски, тогаш рекоа дека парите ќе бидат потрошени за намената, но на последната седница немаше одговор зошто досега ништо не е преземено. На истото прашање од Арсова, минатата година градоначалникот Димитровски даде објаснување што навестуваше оптимизам. Ние средствата ги чуваме уште, во договор со организаторите, дел од организаторите од музичкото училиште се чуваат за реновирање на овој клавир. Меѓутоа сакам да ви соопштим една друга вест, дека имаме иницијатива за купување на еден прав концертен клавир, едно концертно пијано. Една желба е 3-4 години назад, секоја година покушуваме. Очекуваме дека оваа година ќе биде усвоено, па сакаме да имаме уште порадосна вест. Димитровски исто така дополни дека очекува државата да даде дел од потребните 4 милиони денари за купување професионално концертно пијано, но очигледно парите не дојдоа. За поправката на постојното пијано пак имаше објаснување дека се чекало на слободен термин на единственото стручно лице во државата што може да ја заврши работата. Од тогаш помина повеќе од 1 година, а тоа не дојде во Кочани.